Сред енергетска и економска и финансиска криза Македонија ќе набавувала систем за противвоздушна одбрана. Колку пари ова ќе ја чини државата, за сега не се знае. Министерството на Славјанка Петровска веќе постигнало договор со француското Министерство за одбрана, кој наскоро ќе биде склучен, па со повеќе годишна набавка ќе сме купувале систем за да се браниме од небо. Министерството за одбрана пристапува кон набавка на современ систем за противвоздушна одбрана, а за кој ќе склучи договор со Министерството за одбрана на Република Франција. Станува збор за повеќе годишна набавка на систем за противвоздушна одбрана на мали височини, кој ќе треба да ја унапреди борбената готовност на армијата, ако е предвиден согласно планот за опременување и модернизација на армијата. Она што е помалку чудно е што оваа набавка доаѓа во период кога Македонија нема никаква воена закана, посебно не од небо, а уште почудно е што доаѓа во период кога македонската власт секојдневно се фали дека НАТО не го чувало небото, зашто владата често и се фали со прелет на авиони од други земји над нашето небо. За ова владата правеше и специјални церемонии. А се фалеше и министерката за одбрана Славјанка Петровска. Слетувањето на авионите F-30 типот на македонска територија е непобеден доказ дека Република Северна Македонија е дел од нешто што е поголемо од сите нас, е дел дека за нашата безбедност и безбедноста на регионот стојат сите сојузници со сите своји капацитети. Овој елемент на интеграција во НАТО, на националниот воздушен простор, за нас е една од најважните активности на војската во мирновременски услови. Од Министерството за одбрана информираат дека подетални информации околу типот на воената опрема и динамиката на испорака ќе имало наредниот период кога договорот целосно ќе бил склучен.